Во ова наша општина овдека Господ предодредил да и климатските услови предодредили да има благодатно овошје, јапонско јаболко, кое што во последниве години зема многу голем замав и сега кога го постигнавме она што го сакавме, ни се надвиснува уништување на тоа јаболко. Значи јаболкото е органско, покрај него доаѓа смоквата, доаѓа калинката, а калинката е препознатлива култура за овој крај. Така да ќе биде многу трагично ако проработи овој рудник, сите овие култури ќе ги заборавиме. Јас мислам дека отварањето на рудникот нешто може да предизвика штета, но катастрофални штети може да предизвика, бидејќи ние 21 година се бориме да добиеме некој бренд, тоа голем бренд во Македонија, со пласма на нашите производи, дојдовме некаде 8,5 тона дневно откуп на млеко и преработка на млеко, во млечни производи, сирење, кашкавал и така натаму. А сега, со отварањето на рудникот, очекуваме дека ова подрачје ќе биде тотално загадено и сите наши производи, бидејќи ќе потекнат од овој крај, има да имат негативен ефект од самиот рудник, од работата на рудникот. Друго, овде ќе има зафатено пасишта кои што се баш во овој регион на рудникот Казандол, кај што треба да биде, тоа е село Казандол, Дедели, Фурка од другата страна, Валандо, Раброво, Брајковци, таму пасишта ќе бидат сите малтене уништени. Со тој потез ќе биде уништено и самиот сточен фонд. Не само овци и кози, него и крави,